За долг од 15.000 денари за кој 50-годишниот скопјанец Цветко Милосавлевиќ не знаел дека постои 8 години, сега и од онака плиткиот джеб треба да плати над 60.000 денари. Пари за да ги подмири трошоците кај адвокат, нотар и извршител нема, месечно преживува 1.400 денари социјална помош. Згора на тоа, повеќе од 3 години живее без вода и струја, а нарушено му и здравието. Ми беше масно, психички делуваше. Јас, дури веруете, на психијатар завршив. Но неговиот проблем влече корени уште од 2002 година, кога овој човек ја губи работата, а со тоа почнуваат да се трупаат и сметките. По 5 години добива оштета од фирмата каде што работел. Овие пари ги користи за да се раздолжи. Тука настанува апсурдот. И по неколку обиди и инсистирања, како што вели Цветко, за да го плати долгот, од фирмата тврдале дека истиот не постои. Поради овој пропуст, Цветко заработил 2 тужби. Правда за непостоечкиот долг Цветко бара на суд, но не ја добива. Освен фирмата, пропуст прават судот, но и адвокатот со кој имал лични недоразбирања. Добив од негова страна известување преку Вибер дека сме го изгубиле спорот. Ја тоа со неверување го примив, викам како може, нели, толку време, толку ме убедувавте дека ова паѓа на суд, нели, блаба, не е битно. И му соопштив на адвокатот само дека не сум задоволен од неговата услуга и реков, така ќе кажам народно, се зезнав што ве ангажирав. Тој мене ми се јавува, ми се заканува, ме пцуе, ме навредува, ќе те убијам, ќе те трестам од земја ако те фатам низ Скопје и тие работи. Дали тоа е начинот на комуникација на еден адвокат спрема својот клиент? Го известив судот со писмен допис дека го отповикувам да денот полномошно на адвокатот и барам да ми се даде препис за да вложам жалба. И сметав дека судот во најкраток можен рок ќе ми даде допис или известување или одговор било како да може да знам како да постапам. Паралелно го известив и адвокатот со допис, еве го има тука, видовте преска, го известив и него да ми ги врати списите од премитот за да можам, нели, да си вложам жалба. А од судот што ви рекла тогаш? Не добив никаков одговор. Ја одев скоро секој во тие 8 дена 3-4 пати отидов во судот кај судски службени. Викам, абе, што би нас со судиката чека, не, тука не ми се јавила. Поминава 8 дена, по сила на закон, штом не вложувате жалба во рок од 8 дена, се ставаат тие клаузулите на правосилност и неизвршност. Согласно Законот за парнична постапка, според член 90 став 4, по откажувањето на полномоштвото, полномошникот е должен уште 1 месец да ги врши действијата за лицето кое му го издала полномоштвото, ако е потребно од него да отстрани некаква штета, што во тоа време би можела да настане. Но како што тврди Цветко, ова не го сторил неговиот адвокат. Факт е дека пресудата останува заклучена во судските фиоки, а Цветко продолжува да лута низ судските лавиринти, но тој не се откажува. Единствена надеж му е повторување на постапката со цел да ги исцрпи сите правни лекови во државава, за потоа правдата да продолжи да ја бара во Страсбург.